Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, денеска сме во општината Шуто Оризари. Се наоѓаме во дворното место на градинката 8 април и на дневниот центар за деца од улица. Дојдовме денеска да актуализираме еден проблем кој што се отвори намерно или ненамерно од страна на ВД директорката на градинката и представници на локалната самоуправа од Шуто Оризари. Станува збор за обид по 10 години успешна работа и финансиран проект од Светската банка за згрижување и заштита на деца од улица на Сдруженијето за правата на детето, да се стави крај на овој проект и моментално згрижените 102 деца во центарот, во дневниот центар за деца од улица, повторно да се најдат на улица и без никаква грижа и од институциите на Република Македонија и од родителите, а најмалку од локалните власти кои што не покажуваат интерес за решавање на проблемот на дневниот центар за децата од улица, односно не покажуваат интерес за решавање на проблемите на жителите на општината Шуто Оризари. Станува збор за упатено барање за дислоцирање, односно за иселување од просториите на Сдруженијето кој што 10 години под закуп го држи дневниот центар, од страна на директорката во кој што се вели дека одлуката е направена во консултација со општината Шуто Оризари и со Министерството за труд и социјална политика. Бевме изненадени од изјавата и известувањето на Сдруженијето кој што не информираше дека добиле вакво известување, а самиот дневен центар представува една најуспешна форма на вонинституционална грижа за децата од ромската популација. Во таа насока Сдруженијето, бидејќи се соочува со проблем на просторот, меѓутоа и во неможност да се обезбеди друг простор, бидејќи општината не ја зема обврската да обезбеди соодветен простор исто така во општината Шуто Оризари. Пред 2 дена им е стигнато конечно, предупредување со последна опомена за краен рок за иселување кој што е денеска. Овој дневен центар од утре е на милост и на немилост на општината Шуто Оризари и на сите оние кои што сакаат да ги иселат и да ги остават на улица и така децата од улица. Министерството за труд и социјална политика со Сдруженијето за заштита на правата на детето има склучено меморандум за соработка во имплементација токму на овој проект за вонинституционална грижа за децата од улица. И минатата година и 2016 и Министерството за труд и социјална политика финансиски учествува со 250.000 денари во овој проект наменет токму за децата од улица. Што значи дека Министерството за труд и социјална политика воопшто ниту е консултирано во ова одлука на директорката на градинката и на градоначалникот на општината Шуто Оризари, но се сомневаме дека консултацијата е направена со заменик министерот за труд и социјална политика, која што доаѓа од иста политичка провиниенција како и градоначалникот. Од неразбирливи причини и заменик министерот, иако беше уредно информиран за денешнава посета, не успеа и не смогна сили да дојде денеска да се соочиме со проблемот и да ги согледаме последиците од напорите на општината да ги исели овие деца. Во обид да видиме дали навистина има потреба градинката од дополнителни просторни услови како што се најавува во известувањето, Министерството за труд и социјална политика изврши стручен надзор на работата на градинката во делот на исполнувањето на законските и подзаконските обврски и услови за работа на градинката. Ние наидовме тука во извештајот на бројни нотирани пропусти, меѓу кои што и нотирана одлука, односно нотирана забелешка дека
општината не донела никаква одлука за намалување или за зголемување на бројот на деца кои што треба да бидат сместени во градинката, ниту пак постои комисија и критериуми за прием на децата во градинка затоа што нема листа на чекање. И оттука апсурдни се укажувањата дека постои некаква листа на чекање или потреба на родителите за дополнителни простори. Инспекцијата констатира дека вкупниот капацитет на оваа градинка што се наоѓа зад нас е 250 деца, од кои што во моментот со покриени средства за згрижување на децата во градинката од страна на Министерството за труд и социјална политика се 160. Така што има доволно капацитет, доколку има реална потреба овие капацитети на градинката да бидат искористени, а воедно да се остави простор за функционирање на дневниот центар за деца од улица, затоа што правиме и како држава, и како институции, и како локална власт голема штета, доколку ова што го наумила локалната самоуправа и директорката се оствари. Што значи тоа? Ако ги погледнете само извештаите на Сдруженијето во последниве години, кои резултати ги покажува овој дневен центар, ќе дојдеме до заклучок дека дури и државните институции кои што се задолжени за грижа и заштита на децата и социјална заштита на најранливите категории ги немаат овие резултати. Во моментот функционираат, значи во центарот дневно циркулираат 102 деца од најмала возраст до полнолетство, но резултатите врз основа на програмите кои што ги спроведуваат покажуваат изворедни достигнувања по однос на запишување и интегрирање на самите деца во образовниот процес во Република Македонија. Значи станува збор за деца кои што никогаш не биле вклучени во институциите од предучилишните институции, ниту пак посетувале училиште, но тука го добиваат првичното знаење, првичното описменување и потоа се вклучуваат во системот на образование. Доколку овие деца, доколку овој центар се затвори, децата остануваат на улица и така се од улица остануваат дополнително на улица, меѓутоа го губат и ја губат можноста да се интегрираат во образовниот систем по здобиената едукација во центарот, а со тоа и на родителите им стануваат дополнителен товар. Од тука сакам и да апелирам до локалната самоуправа и до општината, дека не сме да презема действија што се надвор од консултациите со државните институции кои што се задолжени за имплементација на проектите на дневниот центар за децата од улица, а тоа е со Министерството за труд и социјална политика. Дополнително сакам да укажам дека станува збор за интерес на самата општина овие деца да бидат згрижени, интерес на Република Македонија и интерес на Министерството за труд и социјална политика. Од тука децидно изјавуваме дека овој центар ќе продолжи да функционира, да ја спроведува програмата која што ја има склучено со Министерството за труд и социјална политика, а ние го поддржуваме, и се додека општината не смогне сили да обезбеди локација која што би била соодветно на квадратурата и потребите на овој дневен центар, дека центарот ќе продолжи да функционира како што е. Ние како институции, местното население, заинтересираните страни сме спремни да го браниме центарот, дури и во овие нотирани закани, дека ќе бидат принудени да преземат присилни мерки за иселување во согласно со локалната самоуправа. Од тука го повикувам и градоначалникот на општина Шуто Оризари и партијата Сојузот на ромите, кој што има и заменик министер во Министерството за труд и социјална политика, да покажат вистинска грижа, како што пројавуваат грижа за правата на ромската популација, да опстои овој центар, или пак да одговорат на прашањето, ако ја имаат дилемата дали треба да се грижат за овој центар или не, да се одговорат на прашањето дали овие деца не се ромски деца. Благодарам.